Добро ви утро и за во овој дел од нашето студио, пред крајот од нашата утринска програма, ќе имате можност да слушнете многу нешто повеќе за оние плюс 40, ке кажам, затоа што веќе и го имате и насловот на ТВ екраните, почитувани Хата јога за лица над 40 годишна возраст, која што е, верувајте, добре дојдена, па не и за друго, имало дури часови за смеење. Па да го започнеме понеделник со смеење. Така, Дијана субавен. Петровиќ, инструктор по Хата јога, и добро утро, добре ни дојдовте. Веднаш само што влеговте во лобито на телевизија Алфа, внесувате една толку убава и позитивна енергија со ваква убава насмевка на вашето лице. Благодарам. Благодарам и за поканата што ме поканивте. Драго ми е. Да, многу ми е мило што ќе гостувам во емисијата. И ќе се зборуваме за Да. нешто што, како што кажав, е добре дојдено за сите нас, кои што треба да практикуваме од 40 натака, секако дека и под 40, меѓутоа вие држите часови за Хата јога 40. Зошто на оваа возраст и како се одлучивте вие да бидете дел од сето ова? Па јас се одлучив да бидам дел од поради здравствени проблеми си имав јас. И на 40 години почнав со Хата јога, на неполни 50, толку многу ја засакав јогата што станав инструктор и едноставно не можев да функционирам без јогата. Отворив студио и еве до ден денеска тоа функционира, жените се преноѓаат, па дури мажи доаѓаат. Браво. Не можам да речам. Дека има подобрување и здравствено и психички. На секакво можно Да, поле. на секакво можно Или пак ниво. да кажам со сето она што денот ни го носи и што се соочуваме, а тоа е број 1 за жал. Стресот кој е проблем и за нашето и психичко и физичко и секакво здравје. Во ова време во кое што живееме, сите велат време, секое време си имало нешто свое, но не, јас си помнам, ако се вратам години наназад, дека вакво стресно време и гледајќи ги своите родители како живееле, немало. Зошто е сега ова Точно. така, не би знаела сега да го најдам јас одговорот, меѓутоа тврдам дека немало. Се знаело точното време кога е Така ручек, е, така. се знаело точното време кога треба да Да. седиме пред телевизија, се знаело точното време кога можеме да си гледаме цртани филмови, да си легнеме и Да. така натака, а сега тоа Да. некако е се вака Се испоместено. Да, се испоместено. Па на 40 е најмногу затоа што до 40 жената или семејството, како да кажам, е насочено кон кариера, да ги порасне децата, да ги школува. Више кога ќе поминеме 40, више децата се самостојни некако, нас некако ни се намалуваат обврските. И што да правиме И тогаш со себе? тогаш тој стрес што сме биле под напнати цело време, Така. више попушта и тогаш се појавуваат болките уствари. Она што сега јас го споменав. Да, Така. тогаш се појавуваат болките. И тогаш више почнува да не боли рбет, грб, кичма, нозе, било што, например. Имаме проблеми исто некои со стрес и оксиозност и депресија, затоа што несоница, толку брзо живееме што едноставно забораваме да дишеме. Значи, јогата не е само да вежбаш, не е само положби, а Хата јогата, посебно ја што ја работам, е и се вклучени и дишењето, пранајамата. Сега, кога веќе ја споменавме, и Хата јогата, каде што и насловот си стои за неа, знаат веќе гледачите се запознати за што ние ќе зборуваме ова утро. Што е Хата јога? Што значи таа и колку ни е потребна за сите плюс 40? Па самиот збор Хата јога содржи од два збора. Тоа е ха и та. Тоа е женска. Ха е машка енергија, а та е женска енергија. Значи, сонцето и месечината. Тие две енергии кои се спојат, и Хата јога споено, значи сила. Сила. Да, значи толку сме силни, телото ни е силно. Тоа значи дека со овие вежби, еве ќе побарам и од режија да ги погледнеме, еве во моментов можеме да погледнеме, значи со овие вежби, со Хата јогата ние ја враќаме нашата моќ и нашата сила и енергија. Да,
Еве, ова е положба и за баланс, исто така, затоа што не само што ни јакне телото во асаните, се намалуваат болките, со извртувањата се тонизираат внатрешните органи. Има, еве, овде вежбат, например, мајки и ќерка, значи не е над 40, може и под 40. Добро. Ова е веќе, например, баланс, положба за баланс, секој вежба кој колку може, колку му дозволува телото. Так. Колку траат часовите и како се практикуваат во текот на неделата? Колку е потребно за овие вежби да одвоиме време? За да има ефект врз телото, најмалце треба 2 пати неделно. Затоа и во јогата обично све правиме најмалку што може, за да има ефект врз нашето тело. Колку часа? 2 часа неделно, да, тоа е 8 часа доаѓа месечно, да. Ајде, сега кога веќе ги споменавме, еве часот трае. Тука нема напор. Во нема јогата ништо, нема напор. Што практикуваме во хата јогата? Хата јогата се разликува по тоа што влагаш во положбата и остануваш статичен. Дишеш. Свесно те насочуваш кон себе си. Го чувствуваш телото како се чувствува додека ти си во таа положба. Не преоѓаш од една положба во друга, него остануваш и се фокусираш на дишењето. Умот одмара додека ти си фокусиран на дишењето. Затоа и кога ќе дојдат некогаш на час со главоболка, ме прашува дали да дојда ме боли главата. Да, дојди. Кога ќе си одиш, ќе рече, леле ми помина главата. Значи, ја враќа енергијата, ги чисти. Значи, не делува само физички да сме повитални, пофлексибилни, да не чувствуваме болки, ги тонизира внатрешните органи, делува психички, полесно се справуваме со стресот, депресија, анксиозност. Многу бенефити. Да, многу бенефити. Се регулира крвниот притисок, шекер во крвта, холестерол, затоа што влие на целиот рбет. Менталното здравје се подобрува, реков, духовното здравје, се вртиш по себе си, се вртиш по себе си, се гледаш себе си, првин се прифаќаш таков каков што си, ги прифаќаш луѓето такви како што се, светот го прифаќаш таков каков што е. Знаете како, ова се што го зборувате, вие сте пример за колку е ефикасно ова што сега го зборуваме и колку има бенефити. Вие сте пример и така и треба да биде, нели, кога веќе сме инструктор за хата јогата. Ги кажавме сите овие бенефити, вредности, да кажам, кои што произлегуваат и кои што треба да ги практикуваме на овие часови. Кажавме 2 пати неделно, што воопшто не е многу за се одвои време за себе. Не, часот трае час и 5-10 минути, никогаш не го скратувам час. Така, меѓутоа и си имате разговори меѓу себе, дружба, социализација. Додека траат вежбите, знаат некој така, знаеш, нешто да префрли ако нешто не може да влезе и така. Меѓутоа часот почнува со дишење, првин да го смириме умот, да се стабилизираме, да го наполниме телото со кислород, потоа почнуваме со загревање, со вежби и на крај завршуваме со релаксација и медитација за да му дозволиме на телото да ги почувствува бенефитите од самото вежбање. Сега, сигурно дека колку време сме со хата јогата? Студио, јас више 10 години се занимавам со тоа, од кога вежбам, а студиото е 7 години. Вие како инструктор? Како инструктор, да. Еве сега, според вас би ве прашала, сите оние кои што биле на вашите часови, се уште се практикуваат долго време јога, кои се нивните резултати и кога најбрзо, за кој временски период можеме да ги забележиме на нашето тело, како што кажавме, психофизичко здравје, едноставно. Така. Јас, например, ги забележувам уште на првиот час. Постојано, уште првиот час кога ќе дојдат, без разлика дали вежба постојано или не. Уште на првиот час кога ќе заврши часот, го гледаш човекот кога ќе дојде какво му е лицето. Кога ќе си оди, какво му е лицето. Како е смирен, сталожен, опуштен, значи одморен едноставно. Да, верувам. Да, му се враќа виталноста на телото.
А јогата не е, например, апче да се напиеш како во медицината и да ви помине болката. Јогата е еден процес што треба да се вежба и да се работи. Може да се прават паузи секако, меѓутоа постојано ако сакаме да се Дали помогнеме сите можат да ги прават овие вежби? Сите може да ги прават. Не се тешки, сакам да кажам. Не се тешки и не се инсистира на тоа ти да ја направиш вежбата правилно. Ти влагаш во положбата колку што ти дозволува телото и се опушташ. Таа е положба за тебе. Со време телото се истегнува и постепено се повеќе влагаш, а и не е важно ако не влезеш во положбата, затоа што сите сме различни. Да. А убавината е во различноста. Така е. Се согласувам со кажаното, дека убавината е во различноста, па и ако сме сите слични, да кажам, дури ќе биде многу досадно. Така? Да. Ја знам и позгледачите наши кои што се со своите јавувања и секогаш што го велам, па не можеме сите исто ни да размислуваме, ниту да бидеме исти. Јас сакам црвената боја, вие ја сакате розевата боја. Ете, тоа се различностите или вкусови и така натаму, начин на кој што ги доживуваме нештата, начин на кој што размислуваме. Кажувме и потенциравме дека да, живееме во едно такво динамично и стресно време, но по вас тоа не се познава. И вие сето тоа успевате да го испрактикувате и да си живеете со јогата. Дали вашето семејство го практикува јога? Јас ќе кажам тука и ќе ја поздравам вашата ќерка која што била дел од нашата утринска програма со задоволство тука, Меријам Бросова тогаш, која што беше позната нели по она за првиот ден што се случи во Украина, како таа си допатува со своето дете, меѓутоа каква мајка храбра имала. Сега веќе јасно ми од каде и низината толку голема храброст, толкав пат да помине со тогаш мало дете. Меѓутоа, вие сте успешни, исто така и таа во она што си го работи, па како семејство и вака како пример да дадеме на останатите како вие убаво си функционирате. За добробит на семејството. Јогата дома не ја практикуваме, ја практикуваме во студио. Дома со разговори Мери ја практикува понекогаш. Може и секој ден да се погоди, може недела дена да не. Сопругот ја практикуваше за време на ковидот, само дишењата и загревањето. Му беа доктор, му рекоа, имаше проблем со плуќата и докторот му рече, он праша демек што треба да направам за понатака. И он му рече, имаш јога инструктор, ќе ти каже што треба, знаеш. И така, он почна со дишења, така да јас првен си помогнав со дишењата, ми се... Да, вие кажавте дека, не знаеш, приватен разговор, сте имали хроничен... Да, јас имав хроничен бронхитис. Да, секоја година ми се јавуваше крај на јануар, почеток на февруар. Имавте потешкоти? Да, кашлав многу, спиев во фотелја, не можев да легнам. И пиев антибиотици и од кога почнав со јогата, јас приметив дека првата година поминав само со АЦЦ, втората година више не се ни појави, од тогаш више јас не ми се појавило бронхитис. Јас и ретко се разболувам, мислам, не се ни разболувам. Јас и кога сум настинат идам на јога, затоа што самата јога го јакне имунитетот, имаме дишења што влијат на имунитетот. Она што исто го зборувавме, тоа е дека има и јога за смеење. Да. Ја враќате и на смевката кај на мортените лица. Добро, сега имаме и такви. Мене тоа не ми се допаѓа кога ќе погледнам на муртени лица, меѓутоа, ајде денот некогаш не носи нешто за да не се смееме, меѓутоа јас сум од оние луѓе кои што пак ги оставаат проблемите дома и кога се излегува од врата, сите си имаме, кој да каже дека нема ќе излеже, секоја планина се носи своја тежина, не го кажале тоа повозрастните бадијала што се вели. Меѓутоа да ги оставиме проблемите, еве сме сега се запознаваме, се смееме со колегите, да се нашалиме, пошегуваме без било што и да помине денот убаво, да имаме насмевки на нашите лица, каде што оние на муртените лица не можам некако да ги разберам, меѓутоа затоа вие знаете да им ја вратите насмевката на нивните лица, на муртените лица, повторно да се вратат со нив треба да се работи. Лесно е да се работи со тие што може да се насмеат,
А јога смејата е баш за тие луѓе што не може да се вратат насмевката на лицето. Затоа што насмевката едноставно шири позитивна енергија, исто како јогата. Затоа се вика јога смеја, затоа што има некои вежби и од јогата. Дава позитивна енергија. Лесно е да се насмее човек што е позитивен и што му знае да се смее, тешко да го насмееш тој што не се смее. И во јога смејата ги терам, тој се смее со сила, му кажува на умот да се смее без да сака. И ти кога ќе си викаш, например, денеска ти е тежок работен ден и стануваш од саба или викаш денеска супер ќе си поминам и ќе си се насмееш во огледало и нормално дека ќе си поминеш убаво, значи ти ја привлекуваш таа позитивна енергија. Ако ти си намртен и подобре и во работната атмосфера, кога луѓето се позитивни, работата полесно. Да, полесно, оди комуникацијата е полесна за било која компанија. А кога се негативни, кога не се насмејани, одма доаѓаш, осеќаш одбивност и повеќе не ни одиш, например, било да е во некоја продавница или ако има некој таков човек. Да, меѓутоа едноставно ги избегнуваш. Еве, кон крајот се приближуваме, тоа значи дека јогата покрај сите овие проблеми со кои што ние се ги кажавме здравствени. Спондилоза, тоа веќе сигурна сум дека со ребетоците имаме проблем. Со ребетоците имаме проблем, меѓутоа со хата јогата, жени во менопауза. Јас не ја осетив менопаузата. Со јогата? Да. Воопшто не? Да, јас не знам што е тоа. Секоја чест. Јас не знам што е тоа. Она што е најважно и е против оди месо. Затоа што многу често ја споменуваме и имаме тука психолози кои што со нив сме разговарале, анксиозноста која се почесто се споменува. Да, за жал. Тоа е состојба, не е болест, меѓутоа една лоша состојба со која што се соочуваат луѓето и депресијата. И хата јогата помага и за тоа. Помага, да, тоа е со дишењето многу помага, затоа што све е бавно, дишеш, учиме да дишиме, има положби што се баш за такви, каде што се смирува нервниот систем. Значи, јогата не делува само за рбетот, за кичмата, за тие, значи делува на целото тело. Ја што викам, кога ќе го истегнеш само малиот прст, не мора да ја направиш положбата. Малиот прст да го истегнеш, тогаш има бенефит телото. Така и со дишењето. Како ти дишеш, како се подобро дишеш, подлабоко, така и стресот ќе знајдеш како да се да го извадиме од нас. Да. Како да помине. Да помине, така. Кога се наоѓаш во стресна ситуација, да се како да се справиш со него. Зашто мене на час ми доаѓале, добивали панични напади. Верувам. Да. Меѓутоа се стабилизира со текот на времето. Одма почнуваме со дишење, знаеш, целиот план на часот, контекст што ми е планиран, го менувам моментално, за да не примети он дека се издвојува од другите, автоматски сите се случува на медитација луѓе да плачат. Верувам. Да. Вака ќе ја видите весела личност, позитивна, меѓутоа емоцијата што е она подсвесното излегува на виделина. Секој си носи нешто во себе. И вика јас се расплакав, некој се смее. Да. Секој различно. Размена на емоции на едно место, меѓутоа ги кажавме на вистина кои се бенефитите позитивни од хата јогата. Тука ќе мора да завршиме. Јас многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Само за крај, како да ве исконтактираат сите оние кои што сега пројавија интерес да бидат дел од овие часови? Па можат на мојот Facebook профил Хата Јога над 40, Инстаграм исто да ме пронајдат, да, има телефонски број, да ми се јават слободно. Да, и вежбајте јога за поубава старост. Па се гледа по вас, да кажам. За поубава старост. Имам една парола, не ја кажав. Ако можев јас, можете и вие. Ете така. Ви благодарам многу, се гледаме повторно, па може и заедно со Мери да ни дојдете. Да. Секако. Така да, еве, тука ќе мора да се одјавиме. Јас се уште би разговарала со вас, затоа што и разговорот е пријатен, а можам да замислам часовите како се одвиваат.